Здраво, бикови, ова ќе бидат вашите тарот пораки за месец ноември. Кратки се ова видео, кратки пораки, затоа нема да должиме, преминуваме директно на првата порака. Првата порака за вас, биковите, е дека вие во ноември ќе доживеете некаква среќа заради неисполнување на некоја желба. Вам ќе ви биде, и тоа со сигурност, ви кажам дека ќе ви биде исполнета некоја желба. Може да биде било што, за сите ќе биде па и различно, ова се генерални, нели, пораки, вие знаете во вашиот живот што толку многу очекувате, или пак вие во вашиот живот знаете кого имате, затоа што ова исполнување на желба е од некоја голема и влијателна личност. За некој е и државата, за некој е и институција, нешто големо од каде доаѓа тоа исполнување на вашите желби. Нешто, ако е влијателен човек, тој нешто за вас ќе направи овој месец, може би сте имале пречки во некоја работа, во нешто вие имавте пречки, и ќе ги отстрани сите пречки за вие да успеете во тоа што сакате да успеете, или пак ќе направи нешто толку големо и невообичаено за вие да успеете, за вие да добиете нешто. Не можам да знам што е тоа, знам само дека вам некој ќе ви исполни голема желба. И сега можно е да е поврзано со пари, може вие ќе добиете некакви пари од некоја институција, од некоја организација, од државата ли, од нешто добивате, ова се добри пари, убави пари, не е ништо лошо. Ама сепак некој ќе помогне овде. Во секој случај во ова исполнување желби се провлекува тоа дека некој вам ви помага за да дојдете до ова. Ако е во бракот, може би сте имале некакви пречки и сега ќе се отстранат сите тие пречки и вие конечно ќе успеете да дојдете до она до што требаше да дојдете, да успеете да ви се остварат желбите. Ако е во љубовта, повторно некој ќе ви помогне како да најдете начин да ги отстраните недоразбирањата, несогласувањата. Во секој случај ќе биде многу убав период на оваа тема и во врска со ова исполнување желби. Очекувајте прекрасни нешта да се случат, дури и неочекуваното очекувајте ги. Може па и да биде и лотарија, не може да ја остврлиме и таа можност, нели, може ќе добиете вие некаква добивка. Во секој случај убаво. Следната порака за вас, биковите, во ноември е тоа дека вие започнувате нешто ново. Може би е поврзано со ова претходново, каде некој нешто ви помогна за вие да остварите, а може би е сосема неповрзано, засебно си е, и ова е нешто ново за вас. Вие започнувате некој нов циклус во вашиот живот. Вие може би започнувате нова работа, вие може би ќе се вклучите во некоја институција, организација, нешто е поврзано со почеток, но сепак вие се согласувате овде на нешто. Вие овде вака ќе потпишете некој договор и ова не е ништо краткотрајно, туку овде веќе вие се согласувате на долго годишна соработка и мислам дека е некој почеток кој многу ќе биде плоден за вас во текот на годините. Многу, ако не толку на почеток финансиски, јас мислам дека емотивно, емоционално многу ќе ве исполни. Може би вие почнувате свој бизнес, може би отварате свој локал за нешто, како и да е, ова се нови почетоци. И токму сега во ноември ќе се случат почетоците и после се продолжувате по пат кој е долгогодишен, кој ќе ве доведе во успех. И сега има тука една енергија дека вие може би самите ќе се спречувате како да се радувате. Може би пак ова е нешто од типот на тоа дека е многу добро за да биде вистинито и вие сакате да не толку, да не се возбудувате, се плашите дека ќе го спречите или ќе го нема да се случи.
Знаете, тоа е некој наш менталитет балкански, каде што ние не се толку радуваме на нешто, као од страв да не се случи или да се случи нешто лошо, така вие ќе се случувате. Значи е многу големо и не грижете се. Значи можете апсолутно да се радувате на ова, затоа што ова е многу убаво. Таа може би вклучува и некакви организации, некои издруженија, некои институции, каде што вие ќе мора да се согласите на некои нивни услови, но како и да е, ова се за вас лично едни нови етапи, нова етапа во животот, буквално нова етапа. Нема ништо ова веќе заедничко со она досега што сте го правеле и со она досега што ви се случувало. И не плашете се, можете апсолутно да се препуштите на уживање, затоа што ова не може никој да го спречи, а не пак вие со вашето радување. Сега следна за вас во ноември е повторно нешто ново, но ова е малку поинаква некоја енергија. И ова новово е сега нова шанса за некој втор почеток, нешто во тој стил. Прифатете го, затоа што овде се имало некаква ситуација која другите ја решавале за вас. Дали тоа вие сте го дозволиле, сте го сакале, не знам, меѓутоа некоја ситуација каде другите ја решавале за вас, сега вие сте доведени во ситуација каде што вие треба да изнајдете решение за моменталната состојба. Може би јас не верувам дека ова ви е како наметнато, па вас тешко ви паѓа, ве оставија сами да се снаоѓате. Не, туку ова е шанса. Не напуштање и сами снаоѓање, туку вам ви се дава шанса да вие сега настапите и да видите другите дали веќе вас сами самостојно би ви одело многу добро. Вие сте пред некаква... Вие треба да приложите нешто, да дадете некакви одговори или да дадете некакви решенија за нешта. И колку и да не верувате во себе си моментално, треба да знаете дека многу добро може да го завршите самостојно, многу добро може да го завршите, меѓутоа фокусирајте се на себе си, не гледајте што правеле другите пред вас, туку вие може да изнајдете нови идеи и решенија. И јас мислам дека оние што чекаат резултати и тие што гледаат како вие ќе постапите, ќе бидат воодушевени. Ќе бидат воодушевени, дури ќе мислат дека па вие сте магионичар, како со магија ова го решавате многу подобро од сите досега и од сите претходно. И сега може би е нешто поврзано со љубовта, па имавте некој дома заеднички проблем, сега партнерот ви дава вам шанса вие да кажете како би можело нештото да се реши. И јас мислам дека вие многу подобро ќе знаете ова нешто да го решавате од партнерот кој засега ова обврска ја преземаше сам. Сега веќе ќе ви даде можност да помогнете и вие одлично ќе го направите тоа. И сега следната порака за вас некако многу ми е поврзана со ова претходната, затоа што повторно се работи за некаква наоѓање решенија или пак некаква несигурност во одлуката, затоа што вие можеби ќе бидете во некој судир, сега може и со себе си, ова самите себе си да сте во некој судир, не знаете што да одлучите, не знаете кој чекор да го преземете во врска со нешто, а може би пак имате судир со некој близок ваш, може е партнер, може е дете, може е родител, било кој може да биде, може е на работа со колега и сте во некој судир. Овде не е ништо тоа страшно, као вие сте судир и вие ќе ги влошите односите или нешто. Не, едноставно се обидувате да се објасните со другите. Вие сакате да си ја докажете поентата и во ноември вие и тоа како ќе ја докажете вашата поента, вие ќе ги расчистите сите недоразбирања кои ги имате со другите, со партнерот, со домашните, со родителите и ќе продолжат добрите односи како и претходно. Ова е краткотраен, некој недоразбирање со другите луѓе. Ништо страшно, меѓутоа ова па може би вас ќе ви даде можност да заблескате.
другите ќе видат во вас некој многу способен човек, способна личност кој наоѓа идеални решенија во некои не така совршени ситуации. Вие апсолутно ќе заблискате, дали поради енергијата, дали поради тоа што ќе го кажете, што ќе го донесете, што ќе го смислите, или поради начинот на кој го правите, зашто во вас има некако многу љубов, многу разбирање. И на тој начин ќе ги завршувате нештата во ноември. И тоа е тој добитниот начин каде и другите ќе сватат дека да, вие сте во право ако се работи за тоа, или да, вашето решение соодветно е, или да, вие знаете најдобро да ја направите таа работа. Значи ќе заблискате, апсолутно ќе заблискате и ако веќе постојат недоразбирања, ќе ги расчистите. Може би за некој па е ситуација каде што вие едноставно никако не можете да одлучите нешто. Никако. А тоа што не можете вие да одлучите е заради незнаење. Вие не знаете или не би знаеле како би било во едниот или во другиот случај. Помеѓу две нешта, помеѓу две опции се двумите и не знаете која да изберете затоа што не знаете, не сте биле во таква ситуација досега. Немате па ни никој кој би ви помогнал од искуство да ви каже нешто. А најдобро ќе биде повторно да одлучите со љубов, односно да одлучите со срцето, да одлучите со емоциите. Да, некогаш тоа ние мислиме е неразумно, но овој пат и во овој случај, верувајте секаде каде што ќе се најдете во ситуација да не знаете што да одлучите, вклучите го срцето и вклучите го емоциите, затоа што овој пат ќе имате само така успех и тоа голем успех. И последната порака за вас, меѓутоа пред да започнам, јас стварно мислам од сите знакови кои досега ги поминав, јас мислам дека вие сте добитникот за ноември, затоа што сите карти за вас се совршено добри, идеални ситуации, енергии, се е убаво, нема ништо, апсолутно ништо не видов негативно. Така и во оваа последнава, гледам дека вие сте биле на некакви рестрикции. И сега, од најситните до најголемите рестрикции, може да бидат, вие знаете на кои, за некои се толку едноставно може сте биле на некакви рестрикции на храна, може би сте биле на некакви диети. А кај некој од другите од вас, кај некои рестрикции во работата нешто, во ресурсите, некакви рестрикции. И сега, ноември е месец каде што ќе покажете што вие остваревте после сите овие рестрикции. Ете, ако е диета, ако се некои ситуации каде што вие сакавте физичкиот изглед да го промените, верувајте дека ќе останат другите луѓе занемени од тоа што вие сте го постигнале. И тоа сериозно ова го мислам. Буквално сте нова личност, нов човек. Дури не мора да е за физичкиот изглед, ако ви сте биле некакви сеанси за било што, за духовно да се прочистите, умствено, енергетски, како и да, сега веќе завршува, во ноември веќе е крајот и каде што вие ќе може и на другите да им кажете што добивте од сето ова. А добивте премногу. Добивте неверојатни, ова се неверојатни добивки, дали емотивни, емоционални, дали физички, и во сето ова како некоја победа се провлекува низ ова пораката дека вие сте победникот во нешто. Може би пак бевте на некоја програма каде што требаше да има победник и па вие ќе бидете тој победникот. Во што и да е и каква и да е ситуацијава, значи најубавите енергии. Верувајте, ова се најубавите енергии што ги гледам. А не било пред тоа така, вие сте биле во една многу полоша состојба, може би здравствена, може би физички во лоша состојба. И сега се раѓате повторно. Ова е таа главна порака за оваа карта. Ве повторно се раѓате. И се е совршено добро. И тоа би било тоа за вас, драги мои бикови. До следното видео. Чао, чао.